Платформа со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте на програмата на радио Слободна Македонија. Ова е емисијата Платформа, јас сум Љубиша Николовски. Според одреден број на теоретичари и аналитичари, демократијата во едно општество се мери најдобро преку слободата на говор. А говорот како своја алатка целосно го користат медиумите, без разлика дали се работи за пишан медиум, за радио, телевизија или интернет. Што значи колку послободни медиуми, толку подемократски односи владеат во една држава. Слободни и независни медиуми создаваат пак демократско јавно мислење или создаваат демократска јавност, демократски граѓани способни да ја градат сопствената држава врз општо прифатени цивилизацијски вредности во кои се вткаени домашните традиционални посебности. Ова нека биде мал вовед во нашата денешна емисија, која ќе говориме на оваа тема, но сакам да кажам дека веднаш при споменувањето на оваа синтагма слобода на говор и слобода на медиуми навлегуваме во замка. Дали секој може да каже она што сака, дали тоа може да биде навредата, невистината, пцоста, повик на наследство, повик на отпор и така натаму. Еве на овие теми денеска ќе разговараме со професор доктор Јасна Бачовска. Добре дојдовте во Платформа на радио Слободна Македонија. Професорке. Добро најдов и ве благодарам на поканата. Мислам дека вие на факултетот за новинарство, каде што сте раководител, се занимавате со овие теми најчесто, ги расправате со студентите. Постои ли апсолутна слобода на говор? Дали е потребна и кон што таа води? Добро прашање, многу актуелно, морам да кажам. Апсолутна слобода на говор. Кога би зборувале за апсолутна слобода на говор, би мислеле на една филозофска категорија, но апсолутна слобода на говор или слобода на изразување секако дека не постои. Има определени ограничувања, како што искажавте во вашата најава, ги поставивте тие граници помеѓу навредата, клеветата, говорот на омраза. Ние неодамна бевме дел од еден проект, нашиот институт, заедно со ОПСЕ, изработивме една брошура за слободата на изразување, каде што конкретно ги работевме ограничувањата на оваа слобода на изразување, односно до каде може да се оди со таа слобода на изразување, што таа значи и каде таа се граничи со известни категории, како што еве, например, тука кај нас е многу актуелна тематиката сега за говорот на омраза, која што ги загрозува човековите вредности, ги зајакнува меѓуетничките тензии, или навреда, клевета, презумција на невиност, исто така и ред други елементи, кои што треба да се почитуваат во контекст на ова нотирано прашање на слобода на изразување на говор. Дали повреда на приватност е контратежа на слободата на говор? Дали може да биде предизвикано со исто правото на приватност е загарантирано право и исто така може да биде ставено нели како отспротива на слободата на изразување, како тоа го покренуваме. Професорки, вие сте правник по професија, имате завршено право. Деновиве во Македонија имаше една регионална конференција на судии, кои што се занимава токму со оваа тема слободата на говор и имаше некои анализи и бројки колку земјите од регионот имаат представки до судот во Страсбур на човекови права. Мислам дека од сите земји во регионот, можеби Турција има најмногу такви представки. Значи и судот треба да се занимава со оваа категорија. Имаше таму податоци колку од Македонија има, колку успеваат, колку не, но најчесто некој завршуваат заради недобра процедура. Но тоа нема да го разгледуваме од правен аспект, посебно од овој новинарски аспект. Би ја прашал како судството се однесува кон оваа проблематика. Бројот на судски случаи, односно немањето на судски случаи пред баш ова што го спомнав во проектот, по работата со ОПСЕ што го правевме како заеднички проект, се занимававме малку со статистиката колку случаи има, судски случаи на тема слобода на изразување. Во Република Македонија скоро и да немаше предредовните судии. Јас не би одела сега пред редовните судови такви постапки. Не би одела во дубиози, некои не би предпоставувала зошто е тоа така со аргументи,
Но моето лично мислење дека е поради немањето на политичка култура, не знам, можеби недовербата во судството. А како ја оценувате слободата на говор во Македонија и посебно слободата на медиумите или на новинарството, пошироко е дека не биде само медиумите, не значи начин на работење на новинарите. Имате ли свој став, како им пренесувате на колегите, на младите новинари? Ние од позиција на академија, од позиција на факултет, мораме да кажеме што иманентно на таквите институции секогаш го заземаме оној критички став, односно повеќе сме тенденциозни да ги гледаме аномалиите на системите, како се однесуваат. Ја анализираме политичката комуникација во Македонија. Вако одиме академски, што е политичка комуникација? Политичка комуникација е комуникација помеѓу оние што владеат и владеаните. Ако се вратиме, например, извесен период наназад, знаеме дека политичката комуникација се одвивала на плоштадите, кога одреден или во салоните на Лондон, на Париз и така натаму, а денеска современата политичка комуникација се одвива преку медиумите. Најчесто. И се постава прашањето како таа се злоупотребува и како може да се злоупотреби. Преку, например, структурирање на медиумските системи. Ние можеме денес во Република Македонија да се запрашаме како е структуриран нашиот медиумски систем. Што значи тоа? Како се? Тоа значи каков имаме јавен радиодифузен сервис, колку имаме во квантитет, зборувам, опозиционо настроени медиуми, каква е нивната моќ финансиска, зашто понекогаш и бројот, вие може да имате многу опозициони медиуми, меѓутоа тие да немаат финансиска инфраструктура. Не имаме многу воопшто медиуми. Да, меѓутоа тие може да не бидат моќни. А тоа зависи од финансиите, од кадровската структура, од политичката култура на самите новинари, од сигурноста на самиот новинар. Дали тој ќе работи во опозиционен медиум и ќе биде гласен и силен, или ќе работи во медиум кој што е нели позиционо поставен и така натаму. Значи, ова се прашања кои што треба да подлежат на една подлабока анализа и верувам дека со текот на времето ќе ги имаме одговорите отпосле, како што е нели тоа во науката. Јас исто така мислам дека во Македонија се поделени медиумите политички, провладини и проопозицијски, но мислам дека тоа не е ништо чудно. Мислам дека во регионот и во светот постоја таква поделба на медиумите, нели? Да, постои, тоа е природно и треба да постои. Во повеќе партискиот и плуралистички и така наречен демократски систем треба да постои плурализам на медиуми и да им е овозможена на некој начин во наводници борба на тие медиуми во доаѓање до вистината. И само ако имате таков плурализам и рамнотежа во смисла на моќта на медиумите, опозициони и позициони, може да се зборува за некој демократски егалитет во таа сфера. Добро, и можам да потенцирам дека тој демократски егалитет во поставеноста на медиумите е еден од главните критериуми за оценка на демократските системи денес. И затоа и ние гледаме често пати во извештаите на Европската Унија кои работи ни се најболни нас. Сега, еве, дури и мене да не ме прашате, имате еден силен мониторинг систем од Европската Унија на кој што сме подложни, тоа се формализира во тие извештаи и еве сега ако ги тие постојано некако не опоменуваат за медиумите, за судството. И тоа сите ние го знаеме дека треба да работиме во тие сфери на подобрување на Професор, ќе велите дека е тоа нормално таква поделба на за да има егалитет на политичката моќ. Меѓутоа ние новинарите не често ја прифаќаме таа реалност, сметајки дека некој од нас, јас сум од тие кои што смета дека сепак медиумите, освен што се поделени политички, треба да бидат и независни. Синтагмата независни медиуми и објективни, не знам колку идат напоредно со оваа поделба на медиумите на политичка основа. Па јас да ви кажам, не верувам во категоријата независност и објективност, како и што и во општествената наука таа објективност не е постигната, така и во оваа сфера што е тоа независност, да кажеме. Како мислите, се знае што е независност? Независност од... Независност од кого? Па прво независност од било какво политичко влијание.
Добро. Ама веќе ако збориме за позициони и опозициони медиуми, едните се зависни од власта, другите зависат од некои други извори на финансирање во смисла на поддршка на своите ставови. Добро, кои други извори? Ако не од партиите, тогаш од кого ќе се ако ги одржават? Од кого се финансираат? Од разни фондации, како се одржуваат медиумите, јас има определени тоа влијание највеќе доаѓа од финансиската зависност, така? Од целиот тој блок, опозиционен и позиционен, во таа сфера се структурите поделени. Мислам дека да разберам што сакате да кажете кога говорите за економската моќ. Ако не финансираат политичките партии, ако не финансираат државата, тогаш некој моќник, некој бизнисмен, некоја невладина организација. Олигарците, тој на пример систем во САД, медиумскиот систем е корпоративен олигополизам, каде што имате медиуми финансирани од многу моćни компании, кои што секако имаат влијание и во политиката, мислам го структурираат целокупниот политички живот. Би сакал малку на оваа тема на поделбата на системите. Рековте има англосаксонски и европски. Да. Може ли малку подетално да ги објасните двата и да направите? Да, во суштина медиумските системи така се класифицираат. Што е разликата? Значи англосаксонски е најрепрезентативен пример на тој англосаксонски медиумски систем е америчкиот медиумски систем, каде што, како што кажав, тоа е корпоративен олигополизам. Значи вие немате државни медиуми или јавни, или имате во некоја мала форма поддржувани од слушатели на радио и така натаму. Значи приватни се медиумите, додека во европскиот тип на медиумски систем, кој што е на некој начин наметнат од различната политичка култура во Европа и традиција на политичко живење, тоа е европскиот тип, значи на медиумски систем, оној медиумски систем каде вие имате силен јавен радиодифузен центар. Ако видиме, например, балканските земји, Србија, Хрватска, Словенија, сите тие имаат многу силен јавен радиодифузен систем, или Франција, Германија исто така, кој што одржува рамнотежа во медиумскиот систем. И на сите други медиуми во смисла на општествена одговорност, кадровски потенцијали, финансирање и сето тоа. Имате во секој момент некој да го одржува медиумскиот систем и да немате толку силни приватни медиуми како што е тоа во англосаксонскиот тип на медиумски систем. И можеби од сите земји, на пример во Европа и на Балканот, само Македонија каскаше во изградбата на тој јавен радиодифузен сервис. Ние знаеме во каква состојба беше, на пример, македонската радиотелевизија. Дури сега почнува нешто да се прави на тој план. А во Америка, да речеме, како се поставуваат првите луѓе на тие медиуми корпоративни големи? Да, самите собственици ги поставуваат или сепак има некоја самите собственици во Америка, на пример, има една джентлменска лига во која што учествува и претседателот на САД и главните уредници на медиумите. Тоа е едно неформално тело каде што се договараат кој ќе биде уредник на тие водечки медиуми. Значи и таму има отприлика лобирање, притисоци и не можеме да зборуваме за некоја идеална независност или отпор или критика од медиумите насочени кон политичкиот систем, кон државата. Значи овие работи што ги нотираме за нас, Македонија, се типични и работи кои што и за други демократски системи. Можеби со различни, како да кажам, начини на решавање на проблемите, меѓутоа овие проблеми во системите, во поглед на објективност, независност, се типични за политичките системи, политичкиот систем кој што и ние сега почнуваме. Не почнуваме, туку веќе 20 години го градиме и треба да заживее. Да. Ова разликите меѓу англосаксонскиот и европскиот модел, мисля, чини разликата и заради самиот политички концепт на создавање на државите во Европа. Да, јас како што кажав, тие медиумските системи се резултат и се производ на политичката традиција и политичката култура. Различна имаме политичка традиција и култура во Америка од она европската.
Овде јавните сервиси во Европа ми се чини се дизајнирани да го штитат националниот интерес. Да, на нацијата, на државата. Аз се прашувал како тоа се прави во Соединените Американски држави, нема национален јавен сервис, но сепак ми повеќе од некои европски земји знаат американци. Но секогаш сите тие го штитат американскиот интерес и интересот на американската држава. Не знам што ја спомнувате, функционира на некој начин. Да, функционира и тоа многу добро функционира. И скоро изгледа за другите како многу силна, затоа што тоа е еден, можам да кажем, строго контролиран систем од капиталот. Таму дури и политиката е стока која што се продава на пазар. Тоа се прави веќе од времето на појавата на телевизијата. Телевизијата и медиумите стануваат една од главните фактори фактички на американското општество. Едно од најистакнатите е сигурно CNN, во која што на почетоците овие земји од регионот од Европа глеdaa како пример на една независна медиумска куќа, но подосна се покажува дека таа има свој пропагандистички цели во спроведувањето на американската надворешна политика, дека таа е голем креатор на многу конфликтни подрачја во светот, така нели? Па да, јас се согласувам. Знаете, најубаво објаснение за CNN е ако го гледате филмот Фаренхајт 911 од Мајкл Мур. И ќе се згрузите малку од филмот. И бидејќи зборува за американската пропаганда, Мајкл Мур е американец, нели, новинар. Јас на сите би им препорачала да го погледат тој филм. Мајкл Мур е од едната страна, а CNN е од другата страна. Тоа е фактички промоција на американската политика и интерес. Тоа е CNN. И тоа сите го знаеме. Добро, предлагам да направиме мала пауза, а потоа ќе продолжиме на оваа тема. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Радио Слободна Македонија. Платформа со Љубиша Николовски. На радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте на програмата на радио Слободна Македонија. Ја следите емисијата Платформа, со мене Љубиша Николовски. Мој гостин е професорката Јасна Бачовска. Разговараме за медиумскиот простор во Македонија и во светот. Дали постои независно или не постои независно новинарство и залогата на говорот на слободниот говор, наспроти говорот на омраза и така натаму други теми кои што го обременуваат меѓу другите македонското општество во последно време. Професорке, јас постакувам да постојат независни медиуми без разлика кој ќе биде сопственикот, затоа што целта на медиумите според мене е демократизација на општеството, а не стриктна поделеност политичка, иако го прифаќам и тоа. Но мислам дека, можеби сум идеалист, мислам дека тоа е можно, не во апсолутна смисла, затоа и мислам дека освен медиумите кои што се делат на опозицијски провладини и новинарите може да се делат на оние кои што се објективни и оние кои што не се објективни. Или се обидуваат да бидат објективни, а не само слепи спроведувачи на политиките на партиите на кои што им припаѓаат. Зошто вие не верувате во тоа? Па затоа што знам дека објективноста, на пример, е релативна категорија. Од методолошки аспект, ако се заватиме за објективност, што е објективност и што е вистина? Сега навлегуваме малку во една филозофска дискусија, можеби ве водам, меѓутоа кога, например, го имаме општеството и политиката, имаме различни ставови, различни идеологии. Ако јас сум приврзаник на определена
идеологија, за мене ќе биде нели една вистина. Ако вие сте преврзаник на друга идеологија, за вас ќе биде приватлива друга вистина и друго решение на одреден проблем. Зошто? Ако говорите за критичко јавно суштината е мислење? да се обезбедат двете контрааргументации. Во таа смисла, ако зборуваме за едно независно новинарство. Да, но вие тоа што го сугерирате, значи јас да гледам два Ако медиума, збориме за да во гледам една свој груба став, така? смисла за независно новинарство, во смисла да немате пресија, да немате монополизирање на јавна демата, да немате службено јавно мнение, да немате естетизација на политиката, за тоа се согласувам како независно новинарство. Ако збориме од научен аспект за што е објективност во новинарството, тоа е една порелативна категорија. Но вие предавате Да, таму дека да. вистината може да се премолчи, вистината може да се искриви. Да се искриви, да може да се пренагласи, да, може само дел од неа да се каже. Да, тоа е баш, А што се тоа прави е таа некогаш наднормално. објективност, да не дојдеме во недоразбирање, тоа е таа една објективност од од методолошки аспект. И во таа смисла јас можеби малку ви реков збунувачки реков не верувам во таа независност. Но сега ние зборуваме за една друга независност, онаа груба независност, материјалистичка независност. Тако не постои. Да. Значи секој мора да финансира за да постојат медиумите, некој мора да дава пари, тоа што дава пари има некои интереси. Нели, тоа Да. Добро, сака само да бидам малку поелегантна во изразувањето. Да, и јас сум за тоа да постојат независни медиуми, да нема притисоци од тој аспект, ако некој го контролира капиталот и собственоста, па вие да изнудувате согласност, како што зборува Ноам Чомски, вели еден новинар не може да биде независен ако е вработен во еден медиум, мора да ја почитува уредувачката политика ако сака да го задржи работното место. И значи тоа е вака насловено, подвлечено или во наводници изнудување на согласност, е современиот притисок, нели, врз новинарите. Да мораме да слушаме и да почитуваме тоа што уредникот го сака. не, уредникот мора да се повинува на уредувачката политика што секој медиум треба да има. Има, да. Тоа не е устав, не е закон, но некои правила мора да постојат во однос на професионализмот. Да. Секој што ќе се врати од настан каде што бил, мора да ја даде информацијата таква каква што е, без да сокрива некои детали или да ги скривува. Ако уредникот го тера на тоа, тогаш веќе имаме и се чини пропаганда. Да. Пред мен имаме една дебела книга, ваша, се вика Медиумите и политичката пропаганда во демократските системи. Тоа е вашиот магистарски труд, напишан пред колку десетина? 15 години. Да, пред 14 години започнат да се пишува и така. Одбранет во 2002, значи пред 12 години. Зборот пропаганда и демократски системи, одат ли заедно овие два термина? Дали е тоа редовна пракса и во демократските системи да постои пропаганда? Каков тип на пропаганда? Да ни пообјасните малце подетално. Па секако дека одат овие два концепта заедно и во демократските системи има пропаганда. Ако ја земеме суштината, ако одиме во битието на поимот пропаганда, знаеме дека тоа е тенденција да го убедиме другиот во нашиот став. И пропагандата иманентна и на човековата природа, стара е колку и политиката. Каде има политика, има и пропаганда. Ако ги гледаме од античка Грција, во стариот Рим секогаш имаме пропаганда, прогласи, секогаш ја следи политика. И тај денеска и современото политичко живење и медиумите не може да се опишат и да се објаснат без пропаганда. И токму на таа тема јас ја работев својата магистарска теза, која што и тогаш и сега е актуелна и побудува интерес. Во неја опатив многу феномени што се врзани за пропагандата, го работев и многу нешта што ги прочитав не се опатени и нема место во магистерскиот труд. Тоа е многу интересна тема која што може да се обработи од повеќе аспекти. Вие сте професор на студиите по новинарство. Да. Факултет за пропаганда нема, нели? Па таков факултет за пропаганда не е, затоа што пропагандата е и еден, на некој начин, еден термин кој што има негативен призвук, нели? Се поврзува секогаш за манипулацијата, лагата. За идеологија, за... Да, во сите скоро програми наставни во областа на комуникација, во областа на новинарство, во областа на односи со јавност, има по некој таков предмет кој што се однесува на убедување, на пропаганда. Еве и на нашите студии
на програмата за односи со јавност до дипломски студии ние имаме задолжителен предмет кој што е насловен како пропаганда и политичко убедување, и луѓето кои што ќе дипломираат, кои што ќе бидат експерти од областа односи со јавност и како ќе бидат запознаени со методите и техниките на пропагандата. Како да ја препознаат туѓата пропаганда и како да ги пропагираат своите ставови или ставовите на оној за кој што ќе работат. Добро, оние како да ги наречам, од времето на социализмот имаше специјални комисии за агитпроп, се нарекува. Тие беа исто тогаш експерти за пропаганда, денеска може само да се усовршени, не верувам дека не постојат. Па ние ги учиме тие модели, ако велиме ги обработуваме, например најтемните периоди од 20-тиот век, времето на тоталитаризмот, времето на фашизмот, тие се темелеа на една груба и една прецизна пропаганда. Учејќи ги тие модели стандардни, како да ги кажеме, на пропагирање или методи и техники, навлегуваме на некој начин и во можноста и во техниките за современото пропагирање. Може ли пропаганда без медиуми? Како? Пропаганда без медиуми, дали? Па може. Например, пропагандата ние дефинираме како еден спонтан општествен процес. Вие денеска имате некои стари луѓе што го сакале комунизмот, например, и денес на своите внучиња им раскажуваат како тогаш полесно се живеело, како сите сме биле еднакви. Зар тоа не е пропаганда? Тоа е ширење на некои ставови. Вие имате пропагандата е спонтан општествен процес, но може да биде и планиран, и скрииран, тоа да биде процес кој што ќе произлегува од определени центри, групи, политички групации, на различни нивоа. Меѓутоа, тоа е еден најшироки, тоа е еден поем на кој што се темелат сите овие други потесни, како што е кампања, односи со јавност, рекламирање, сите тие се варијации на пропагандата. Пропагандата е еден најширок поем, ако одиме од тоа е академско дефинирање на пропагандата како термин. Уште малку ќе се вратам на состојбите во македонскиот медиумски простор. Мој личен став субјективен е, бидејќи навистина нема се објективно во новинарството, така да и овие ставови кои што ги разменуваме се релативно субјективни. Моје чувство е дека имаме голем број на медиуми, особено тоа порасна со појавата на интернетот, на веб портали, на интернет телевизии, но ми се чини како и покрај големиот број на медиуми, читачката и гледачката публика воопшто како да опаѓа. Дали сум право или не? Дали таа култура на читање вестници, на следење на програма на медиуми како да опаѓа? Како се создава таа, кој треба да влие врз тоа? Сега, ако одиме во структурирање, тоа нештава за кои што зборуваме се мерливи категории. Каква е читачката култура во Македонија, ние традиционално не можеме да се пофалиме со некоја читачка култура. Например, во Македонија се уште во информирањето доминантни класичните медиуми, а тоа е телевизијата и радиото. Помал процент на луѓе, повеќе младите, нели, се информираат преку интернет, но и таму, бидејќи станува збор за мерливи категории, читаноста на определени медиуми, например на печатените медиуми сега кои што ги имаме во онлайн форма, не е на некој ниво со кој што можеме да се пофалиме со читање и следење, значи се уште е доминантна тука телевизијата, традиционалните термини околу 6-7 часот попладне. Зошто е тоа така? Зошто опаѓа читачката публика? Затоа што по мене ми се чини дека токму читањето вестници создава една култура на информираност, на читање без разлика, што навечер... Па тоа ви зависи од интелектуалното ниво и социјалниот статус на публиката која што имате. Значи, образовното ниво, социјалниот статус, ние еве сега сите зборуваме и го потенцираме тоа информатичко општество, но средновечните луѓе во Македонија, оние кои што се уште формални лидери во јавното мнение, можеме да кажеме дека
повеќе нели ги користат, така и истражувањата кажуваат, а ние имаме истражувања низ различни магистерски, докторски тези и често пати правиме такви истражувања, покажуваат дека се уште се доминантни класичните медиуми, да имаме некоја читачка култура, дека луѓето најчесто се информираат од централните ТВ дневници. Тоа е проблемот на, пак повторно тука ќе ја спомнам, таа политичка култура, политичка традиција која што е иманентна за македонското општество. Или, например, исто така, например, ако вие сакате да имате една квалитетно информиран граѓанин кој што следи странски весници, но тоа е поврзано со познавање на англискиот јазик и така натаму, па да се информираат по квалитетно информирање, споредба на информации и така натаму. Почитувани слушатели, вие сте на програмата на Радио Слободна Македонија, следите емисијата Платформа. Мој гостин е доктор Јасна Бачевска. Ќе направиме уште една пауза, а потоа продолжуваме на темите медиуми и новинарство во Македонија. Vreme za ljubov. Znam, denote moj, svetot je ubav. Ljubov, ovde i сега. Ljubov, sve što mi treba. Od zvezdite
Платформа со Љубиша Николовски. На радио Слободна Македонија. Професор Бачовска, уште еден мој субјективен став. Кога говориме за печатените медиуми и за останатите форми на информирање во Македонија, ми се чини дека се повеќе имаме новинари кои што пишуваат колумни, анализи и коментари, а се помалку имаме реални информации во медиумите. Дали го делите тој простор и еве уште едно подпрашање, каква форма е, која е разликата меѓу колумна, коментар и вест информација? Зошто е овој феномен таков? Дали сум погрешка дека веќе сите пишуваат колумни и коментари? Па да, повеќе, значи публиката тоа го бара. Бара став од попаметни луѓе од нив, од експерти, значи кога го бара тоа публиката, кога го чита, ние гледаме дека колумните се и најчитани и на веб порталите и на онлайн вестниците, фактички највисоко ниво на читаност постигнуваат колумните, но во Македонија, например, не се следат стандардите за колумна. Например, во еден позиционен поставен медиум, секогаш колумнистот, како што е светската практика, треба да биде, например, опозиционер. Или во опозиционо поставен медиум, колумнистот треба да е од спротив. Ке нас, например, не се следат, нема синдикализираните колумни, например, кој што една колумна од еден вестник се репродуцира во повеќе, но тоа е добро поспецифично за поголеми земји со поголем број на публика и така натаму. Разликата помеѓу вест, колумна и коментар секако дека е голема. Колумната има најголема ширина, бидејќи тука слободата на авторот највеќе дозволена. Ние знаеме дека колумнисти можат да бидат луѓе веќе со определен статус, со свој авторитет, веќе постигнат популарни личности. Најчесто се тие колумни лидери во јавното мислење, луѓе што можат да формираат јавно мислење. Коментарите се исто така е жанр кој што има по-голем степен на доверба, сериозно сватен жанр. Најчесто исто така коментарот треба да биде, како ние академски го дефинираме, производ, медиумски производ, најчесто на уредникот на медиумот, строго аргументиран со голем број на аргументи и кој што ќе ја открива тенденцијата на медиумот, и во овој дел не се почитуваат и академски стандарди во поглед на коментарите. И на електронските медиуми и на пишаните. Сега малку во оваа терминологија се е мултимедија, но сакам да кажам и на телевизијата, бидејќи имаме телевизиски коментар, на некои наши телевизии кои што може да подлежат на голема критика и мислам кои што го искроволчуваат и деформираат овој жанр како таков, да не потенцирам определени медиуми, и и коментарите во печатените медиуми. Најчесто еден печатен медиум треба фактички секогаш да започнува, тоа па особено се однесува на неделниците, а не на дневните вестници. Треба да започнува со коментар. Секогаш таквите вестници кои што имале таква поставеност со сериозен коментар, имале долговечност, имале популарност, како НИН, например. НИН е еден од најквалитетните вестници во бивша Југославија. Многу читан, многу сериозен, со највисок степен на доверба. Ние треба такви вестници да имаме во Македонија. За жал, морам да кажам дека она што како теорија го сметате и како што традиционален однос кон овие форми коментар, колумна важеле во светот или порано, јас можам да приметам дека сега пишуваат колумни сите, не само реномирани или познати уредници и новинари кои што имаат доверба, туку и почетници. Но не се слагам дека тоа е затоа што публиката тоа го бара. Ја мислам дека тоа е дури лошо, иако има една голема слобода на луѓе кои што имаат став, нели добро е да си има став за се и нешто. Но за да имаш став треба да имаш и некој бекграунд, некој познавање на работите од претходно, да можеш да ги компарираш, да споредуваш.
Јас не можам да приметам дека има многу такви колумнисти, а колумни А има не, многу. тенденцијата што во Македонија многу новинари почнаа да пишуваат колумни. Значи се претвораат во политичари, во експерти, во колумнистите треба да се луѓе со истакнати личности од општествениот живот. Значи еден лекар треба да биде колумнист, професор треба да биде колумнист, политичар бивш, сегашен може да биде колумнист, меѓутоа треба да се избегнува таа тенденција новинарите да бидат колумнисти. Ке нас многу новинари почнаа да пишуваат колумни. Значи сега треба да направиме разлика помеѓу коментар. Да, новинарот, уредник треба да пишува коментар, како уводник, како увод, како вовед. А колумната е нешто друго и не треба да биде толку честа. Тоа е суштината, така академски е дефинирана колумната како жар, не е потребна. И затоа кажав како тоа се прави во етаблираните системи демократски, ако сакате да ги наречеме. Јас повеќе би сакал да има добри информации и од време на време И секако и добри информации, да има ставови и коментари, но мислам дека добрата информација е незаменлива. На база на тие информации подосна се градат и анализите и коментарите. Ако ние во медиумите немаме доволно информации, а под информација не подразбирам само извештај од пресконференција да, од една како што и партија, најчесто се сведува. туку пронајдена информација што ја продуцирал медиумот. Медиумот, да. Или Која што е новинарот. резултат на истражувачко новинарство. Имаме ли истражувачко новинарство во Македонија? Па немаме ни услови за развој на истражувачко Зошто? новинарство. Па затоа што истражувачкото новинарство бара кадровска структура. Истражувачкото новинарство, ако го јас нели доаѓам од факултет, јас се извинувам поради мојата академска реторика, меѓутоа си има критериум. Значи мора да имаме фонд, да имаме средства, мора да имаме тим, мора да имаме време, мора да имаме весници каде што ќе ги представуваме резултатите на истражувачкото новинарство. Истражувачко новинарство најмалку има во дневни весници. Затоа ги спомнав неделниците, стори, треба, да, и во телевизиите исто така. Но ние немаме истражувачко новинарство. Ние имаме обиди, меѓутоа тоа не може да се врзе за еден новинар, треба инфраструктура, треба поддршка од уредувачка политика, треба средства. А што истражуваат новинарите во истражувачкото новинарство, професор? Што треба да истражат? Па најчесто општествени проблеми, афери. Доаѓаме до клучното прашање. Да. Зошто можеби нема истражувачко новинарство? Можеби нема воља. Имаме многу проблеми, еве ние како општество имаме многу проблеми, афери кои што настануваат во различни области, здравство, образование. Еве сега екстерното тестирање. Гледате каков проблем, какви дебати. Ние немаме издржлива например новинарска анализа за тоа. Политичарите кажуваат некои компаративни примери, владата, опозиционерите, но ни еден новинар не излезе со истражувачка сторија, например компаративно каде го има тоа екстерно например оценување во високото образование, аргументација за тоа, контрааргументација. А на кој новинар мислите, од провладините или од проопозицијските? Па јас би го очекувала од проопозицијските, а не само да не известуваат од протестите на студентите и така натаму. Што тоа би значело? Како е базиран, например, нашиот образовен систем? Што значи тоа европски кредит трансфер систем? Дали во тој систем можеме ние да имаме екстерно тестирање? Еве, јас не заземам став. Добро, еве, например, како граѓани на Република Македонија би ме интересирала една новинарска статија да ја прочитам во весниците со една издржлива анализа што тоа би значи. Да го прашаат и министерот и некои бивши министри за образование, некои министри за образование, например, во соседните земји, декани на факултети во сосед. Тоа е веќе истражување, едно поумевно. Но за тоа треба средства да има. Треба, нели, за да одите вие да направите интервју некаде, така? Може се да се најде ако некој сака да го прави тоа, нели? Значи за тоа треба некојаш уредувачка и политичка волја да се направи. Професор Киван, дојавме при крајот на овој наш разговор. Имаше доста академски содржини и делумно
пресек на состојбите во Македонија. Може да ни кажете сепак во овие демократски движења, кај се наоѓа Македонија во регионот? На некоја скала, ајде, не ги споредуваме се Freedom House или други организации кои што мерат и не знам по кој систем ги мерат. Ваше мислење, каде сме ние во регионот во слободата на информирањето и во професионализмот воопшто? Ако веќе ги поделивте на партиски медиумите, јас некако многу песимистички им беше тоа, но сепак е ваша оценка за регионалната поставеност на македонскиот медиумски простор. Па јас ќе кажам дека многу треба да се работи во структурирање на македонскиот медиумски систем. Не можам да правам некоја нумерација или да кажам на кое место сме ние во регионот. Може би сме меѓу таму некаде последните места, но треба многу да се работи во структурирање на медиумскиот систем, треба да им се даде една конструктивна слобода на медиумите, да се работи на професионализација на новинарството, да се штити дигнитетот на новинарот, да се воведат некои критериуми кои се може да навлезе и да влезе во новинарската професија и да се занимава со новинарство. Дали тоа ќе биде преку катедрите, значи со диплома, дали ќе се воведат некои лиценци, ограничувања. Новинарот мора да има одговорност и пред општеството и пред себе за својата работа. Мора да се обезбеди еден квалитетен плурализам на медиум. Значи мора да имате рамнотежа тука. Не само бројност, како што сега нели опозициони медиуми, па ги има не знам 100 или 150, но тие треба да имаат моќ за да нели се обезбеди некое демократско функционирање на медиумите. И за мене, како што уште еднаш ќе потенцираме, многу битна таа професионализација во новинарството. Бидејќи тоа е медиумот еден широк поим, тука имате и реклама, и филм, и многу други форми, меѓутоа новинарството е најелитниот дел од медиумите и кој што има најголема врска со политиката, демократијата. Добро, ви благодарам што бевте гостин во платформа во Радио Слободна Македонија. Значи, наш гостин беше професор доктор Јасна Бачовска, раководител на факултетот за новинарство, студиите по новинарство на Правниот факултет во Скопје. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани слушатели, ве поздравувам од името на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Платформа сум јас, Љубиша Николовски. Платформа оди секоја недела во 12 часот на програмите на Радио Слободна Македонија. Довидување, пријатно. Платформа со Љубиша Николовски на Радио Слободна Македонија.